еднаш после оваа борба и последната борба од денешната програма во овој директен пренос на ТВ Кобра е борбата на нашиот репрезентативец кој последен од сите репрезентативци ќе се појави на душекот Ване Ѓурѓиев против Мамикон Ананијан од Ерменија. Бугаринот доста самоуверено влегува во оваа борба. Божидар Бојаджиев, реков судија на душекот е Антонио Лагана од Италија. Токму Бојаджиев сега оди на партер, можност за Маркус Хаман. Германците со 5 мина борачи допатуваа во нашиот град. И не успева Хаман. 0:0 после 70 точно секунди од оваа борба во категоријата до 115 килограми. Сега пак на партер ќе оди Хаман. Доста бегаше во последните неколку секунди. Судиите тоа го нормално забележаа и според правилата оди на партер. И двајцата борачи не ризикуваат премногу, гледате дека чекаат грешка, за да можат евентуално да одат до поени. Не е исклучена можноста во оваа борба да гледаме продолжение. И дел од понежниот пол го следи овие борби. Повтор пат Хаман е на партер, два пати значи пасивен. Тоа може да значи на крајот при евентуален нерешен резултат 0:0. Ние ево првиот поен. Првиот поен за Бојаджиев, репрезентативецот на Бугарија.
Сосема доволно за во оваа борба да поведе со 1:0. Антонио Лагана бара од борачите да бидат поактивни. Судијата на душекот кој доаѓа од Италија. Значи сепак 2 поена за Бојаджиев на 55 секунди до крајот. За да нема забуни, судијата на душекот колку и да покаже поени, важно е што ќе усвои главниот судија кој седи веднаш покрај душекот, а воедно има и видеозапис од се она што се случува токму на душекот на кој тој ги следи борбите. Нема да му бидат доволни тие 2 поена на Бојаджиев за во регуларните 5 да ја заврши целата работа. Токму во овој момент се огласи сирената од официјалниот семафор на душекота, што значи следење предложение на Бојаджиев му е потребен само уште 1 поен да излезе како победник од оваа борба. Задачата на Хаман е толку потешка што треба да не загуби ниту 1 поен, а да освои дури 3. Се разбира доколку сака. Да освои поени токму во овој момент. Крај на борбата, победа